Почитуван директор на АДСМ Васко Ковачевски, почитуван заменик председател на Собранието господин Мисовски, почитувани министри, почитувани поранешни министри, почитуван градоначалник, вработени во хидросистемот Вруток, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ми представува посебно задоволство што сум дел од овој настан со кој се одбележуваат 65 години од постоењето на електрани на Северна Македонија. Токму денеска се навршуваат 65 години од почетокот со работа и од пуштање во функција на хидроелектраната Вруток, која заедно со хидроелектричните централи Врбен и Равен ја представува целината на хидросистемот Маврово. Во 1957 година, кога започна работата на Вруток и кога се заокружи хидросистемот Маврово, се ставија во функција капацитети кои има улога да ја обезбедат енергетската независност на новосоздадената македонска држава. Генерациите што го изградија хидросистемот Маврово ги задолжија сите наредни да се грижат таа енергетска независност, да ја одржуваме низ сите години што следуваат и што доаѓаат пред нас. Соодветно на развојот на општеството и на потребите од енергија и како одговор на сите енергетски кризи со кои што се соочуваме. Денес, со сеќавањето на тој голем потфат, тука сме за да соопштиме дека во севкупните напори за долгорочно, безбедно и стабилно обезбедување на енергетскиот систем започнува ревитализацијата на големите хидроелектрани во Република Северна Македонија во собственост на АДСМ. Со овој голем проект ќе бидат опфатени хидроелектраните Вруток, Врбен, Равен, Тиквеш, Шпилје, Глобочица, Козјак и хидроелектраната Света Петка. Инсталираната моќност на овие хидроелектрани изнесува околу 85% од вкупната инсталирана моќност на хидроелектраните во Република Северна Македонија. Тие учествуваат со просечно производство од 1280 гигават часови, односно обезбедуваат 20% од вкупното производство на електрична енергија во државата. Освен во делот на производство на електрична енергија, овие хидроелектрани имаат значајно место и во управувањето и стабилноста на целокупниот електроенергетски систем на државата, регулација на напон и фреквенција, како и покривање на дневните пикови во потрошувачката на електрична енергија. Хидроенергијата, како еден од обновливите извори на енергија, е потребна за да се обезбеди доволно снабдување со електрична енергија за да се исполни растот на искористување на сопствените ресурси во земјата. Да ја обезбедиме секоја можност заради нестабилниот пазар на електрична енергија кој што во моментов владее во Европа. Освен обновата на машинскиот дел на овие капацитети, дополнителна придобивка од проектот е предвидено зголемување на капацитетот на акумулацијата на Маврово, што ќе обезбеди пораст на годишното производство на електрична енергија за 40 гигават часови. Таквото зголемено производство на енергија значи заштеда од 36,4 илјади тони CO2. Затоа го стартуваме проектот за ревитализација на големите хидроелектрани, за да ја зајакнеме македонската енергетска стабилност и независност преку континуирано производство на чиста, зелена енергија во земјата. Ова е во согласност со политиките и практиките на Европската Унија, како и во согласност со стратешките документи, односно со оперативната програма на владата за 2020-2024 година во делот на енергетиката. Вкупното време за имплементација на проектот се очекува да е од 2022 до 2026 година. Средствата за реализација на овој капитален проект во висина од околу 29 милиони евра ќе бидат обезбедени од грантови и поволни кредити, како и од собствените средства на електрани на Северна Македонија. На долгорочен план, енергетската криза не мотивираше да ја забрземе енергетската трансформација, која ќе обезбеди енергетска независност. Во време на криза преземаме навистина храбри чекори и инвестициски проекти кои го трансформираат енергетскиот систем и кои се насочени кон користење на обновливите извори на енергија и енергетска независност со огромни придобивки за граѓаните и за компаниите. Новата фотонапонска електрана Осломеј ќе произведува чиста домашна енергија и ќе придонесе кон заштита на животната средина. Со оваа електрана, освен што ќе ги снабдиме потребите на околу 2800 домаќинства во земјата, правиме и рекултивација и оплеменување на 15 хектари земјиште. Ова е прв проект со кој се заменува производство на електрична енергија од загадувачка технологија со чиста технологија и како таков е пример за идните проекти за енергетска транзиција во регионот на Западниот Балкан. Република Северна Македонија ќе биде дел и од проектот терминал за течен природен газ во Александрополис во Грција
за складирање и гасификација на течниот природен газ со капацитет од над 5,5 милиарди кубни метри газ. Понатаму Чебрен би рекол монументален проект, кој што многу генерации на наши инженери, на влади го воделе и кои што се труделе тој проект да стане реалност, за прв пат се наоѓа во втората фаза на неговата реализација. Има 9 понудувачи кои што се во тек на теренско разгледување на просторот, за да можат равноправно да учествуваат на тој тендер. Сакам да нагласам дека пред нас се бројни предизвици, национални и регионални, кога станува збор за приклучувањето кон глобалната енергетска транзиција. Новите технологии во обновливите извори, енергетската ефикасност, гасификацијата, но тоа се неизбежни инвестициски процеси кои носат бенефит на долг рок за идните генерации и за земјата која оди напред. Ви благодарам.